Повеќе од јасно е дека мандатот на актуелниот министер за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски, го одбележа многу безбедносни пропусти, а последица на тие безбедносни пропусти, за жал, беше една голема трагедија, како што е случајот во Кочани. Но освен тоа, претходно во неговата одбрана он спомна дека МВР не е одговорна дури ни за пиротехниката. Не е проблем само тоа што вие барате да се пријави пиротехничката опрема, па дали има услови за нејзино користење, туку господине Панче Тошковски, пиротехника ви се продава на секој чекор буквално во Скопје. Има од билтените на МВР има над 200 сообраќајни прекршоци на ден. Скоро секоја недела има тешко повредени во сообраќајни несреќи. Секој дневно има кражби од кои полицијата се амнестира, а агенциите за приватно обезбедување профитираат. Само пред некој ден имаше полициска пресметка во најфреквентниот дел на градот, близу полициската станица Битпазар, каде што тоа не беше обична вооружена пресметка, туку над 60 истрели се има употребено, тоа беше буквално како во некој каубојски рат. Имаме бегство на високи функционери, на Артан Груби и оној другар му. Има еден куп безбедносни пропусти кои што се дешаваат секојдневно, а ние не можеме да побараме одговорност од министерот за внатрешни работи, затоа што неговите партиски другари тука доаѓаат и не обвинуваат за користење или искористување, злоупотреба на трагедијата. Извинете, но тоа не е така. Наша должност е како пратеници и како собрание да бидеме надзор над владата, а особено да бидеме надзор над Министерството за внатрешни работи, затоа што по неговата природа на работа тоа министерство има премногу отворени раци. Да се вратам на тоа зошто во Македонија функционерите не поднесуваат оставки. Па не поднесуваат затоа што се плашат дека тоа ќе биде признание на вина. И верувам лично дека од тоа се плаши и министерот Тошковски. Не поднесува оставка заради тоа што од друга страна неговата партија која што го кандидирала му прави притисок и го штити од јавниот притисок, убедувајќи го дека нема морална одговорност. А зашто? Заради тоа што и таа партија ќе треба да признае политички неуспех. Министерство од тука, наместо ние да добиеме реална слика за реалноста, од министерот добиваме патетика која што служи само за себе убедување дека нема морална одговорност. Пред се за себе убедување. Но министерот не зборува ниту за реформи, не зборува ниту за конкретни мерки. Наместо тоа, он функцијата во која сега е, ја идентификува директно со неговиот личен интегритет. И од тука нарцисоидната тенденција негова се гледа во тоа што тој се представува како непогрешлив, суперхерој и човек кој што ќе не спаси од сите. Затоа, именно ароганцијата на министерот се гледа и од еден одговор на новинарско прашање кој што го прашува, вика, зошто сега треба да веруваме на државните органи и на институциите, а претходно додека министерот не беше министер, да не веруваме, дека не беа за доверба. И пазете, министерот што вика? Вика, поради тоа што ние сме честни и поради тоа што си ја сакаме Македонија. Значи, ова имплицира дека сите кои што ќе направат интерпелација во бројните причини за министерот за внатрешни работи се нечестни и не си ја сакаат Македонија.
Тоа е апсолутно линчување и злоупотреба на вашата позиција тука во собрание. Фактите, меѓутоа, колеги, се непобитни. А фактите се дека во време токму на министерот Тошковски се има реновирано таа штала од дискотека. Тогаш е добиена и фалс дозволата. Имаме малолетници во дискотеката. Претходно додека он министерува, има стотици забави во таа дискотека. И никаде ја нема полицијата да констатира дека тоа е небезбеден објект, дека противправно работи и дека таму се служи алкохол на малолетници и се дила дрога. Ова се доволни причини за да понесете морална оставка. Поднесувањето оставка функционерите обично го гледаат како личен неуспех, но верувајте, господине Тошковски, тоа не е крајот за вас, туку тоа е првиот чекор, затоа што тоа ќе представува во вакви трагедии морална катарза за да може најосновно да се продолжи понатаму. Тоа е една работа. А друга работа, вашата оставка не е само правно дејство, туку може да биде и политичка морална одговорност, како што и самите кажавте ден после трагедијата дека чувствувате морална одговорност. Од тука вашата оставка е клучна за независната и добра истрага за виделината да иде за правдината да иде на виделина. Но еве да ја оставиме психолошката неподготвеност на министерот за внатрешни работи да си поднесе оставка. Лично таа негова борба да ја оставиме, тоа внатрешна негова борба, да ја оставиме на страна и неговата борба со притисокот на неговите партиски колеги и партиски надредени, тоа е негова интимна борба пред се и негова внатре-партиска борба. Не верувам дека ќе се избори до крај со неа. Но, ние, како собрание, мораме да се абстрахираме од нашите партиски позиции. Затоа и нашиот мандат не припаѓа на партијата, туку припаѓа на собранието, односно мандатот е лично нас и не може да ни биде одземан кога тој еднаш ќе ви е даден. И ако ние не собереме храброст, доблест да изгласаме недоверба на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, не само што ќе го урнисаме интегритетот на нашата институција, туку и ќе направиме преседан со кој ќе означиме дека ваквите трагедии се нормалност. Уште ако денес не се изгласа и ако не поднесе министерот за внатрешни работи оставка, ваквите трагедии не само што ќе станат нормалност, туку веројатно ќе бидат случај и во иднината. Од тука ве повикувам да ја поддржите оваа интерпелација и да се отпочне процес на задоволување на правдата. Благодарам.